Една од работите кои што може да биде, да речеме, многу корисна тука е ако најдете група каде што има активна конверзација и ако објавувате таму многу често, коментирате и покажете дека сте дел од заедницата, ричот во таа заедница, односно досегот, може да биде доста голем. Колку повеќе членувате во групи на LinkedIn, кои што се многу конкретни, за одредена конкретна тема, тие групи LinkedIn понатаму ги става во неизината адвертайзинг платформа. Например, ова е нешто што во Мета се уште го нема. Кај LinkedIn јас може да таргетирам луѓе кои што се во конкретна група за некоја интересна тема. Да речеме дека јас сум градежен инженер за некоја многу уникатна архитектонска структура која што ја работат, не знам, 200 луѓе во светот. Ако ние направиме таква посебна група на LinkedIn и сме таму, а јас како маркетер имам бизнис кој што сакам да го промовирам баш кај тие луѓе, можам во адвертайзинг платформата да напишам што ме интересира и ако таа група постои некаде, ќе рече адвертайзинг платформата можеш да се рекламираш кај оваа група и рекламата да излезе баш на луѓето што членуваат во таа група. Така да тука се многу интересни групите на LinkedIn бидејќи даваат многу различен начин и ние како крајни корисници да добиеме добри реклами што не засегаат, да не ни излегуваат 300 глупости, а за маркетерите исто така е добар начин да може да споделат знаење и да добијат фидбек од една заедница која што е активна.